Прво, Митко Јанчев давал 2 или 3 години реклами во емисијата во Центар. При тоа бил малцински рекламер во емисијата во Центар. Главните рекламери во емисијата во Центар били Евростандард банка на Трифон Костовски во периодот кога Бранко Тозија беше генерален директор или прв директор на таа банка и Скопски алколит. Па доаѓаше Фершпет, кога емисијата се снимаше во хотелот Александар Палас, тогаш директор на хотелот Александар Палас е овој некрунисан крал на олигархијата во Република Македонија, Бранко Азевски, тој е директор на Александар Палас. Ние го снимаме емисијата во Центар 98-9 2000 година, пред војната 2001 година во Александар Палас. Скопски пазар е рекламер на емисијата во Центар, Реплек е рекламер на емисијата во Центар. Тоа се 5 клучни, Фершпет нели кога се снима емисијата во Александар Палас. Тоа се 5 клучни рекламери во првите 10-15 години емисијата во Центар, што ќе рече чиста олигархија во Република Македонија, од раце ми е дала олигархијата во Република Македонија, што сум можел на телефон, како велеше Лјупчо Палевски Палчо, да ја контролирам олигархијата во Република Македонија. И со сите нив сум прекинал соработка од една или друга причина во пријателска атмосфера. Со Евростандард банка на Трифон Костовски продолжи соработката уште една година по заменување на Бранко Тозија, кога видов дека им се јават одредени проблеми, ја се прекина соработката. Например, јас сум близок пријател со Благој Механџиски од Зегин и тоа пријателство трае бидејќи нема никаква финансиска соработка. Никогаш ниту сум побарал, ниту сум добил реклама од Зегин. Гледате, кога јас правам рекламна соработка, тоа го правам на основа да не може да се влијае на работењето на емисијата во Центар, бидејќи ако може да се влијае на работењето на емисијата во Центар, тогаш тоа не е реклама, туку тогаш е тоа купување на време, простор или мир во рамки на емисијата во Центар. Скопски алколит бил главен спонзор на емисијата во Центар до 2017 година. 2017 година, после овие настани на 27 април, имаме одредена средба со првиот човек или директорот за маркетинг на Скопски алколит, кој случајно е побратим на Христијан Мицковски, Душко Марковски, чие име се спомнуваше како потенцијален прв човек на Агенцијата за национална безбедност, или сега ако се спојат Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност, името на Душко Марковски се спомнува како можен прв човек на таа агенција, каде што бев замолен, ако може да се зголеми обемот на рекламирање, значи парите кои се дават од алколит за емисијата во Центар, но барем еден краток период, бидејќи е турбулентно 27 април така натаму, да престане да се појавува рекламата на алколит на програмата на емисијата во Центар. И тоа беше одбиено. Иако сум јас повеќе од 10-15 години бев куќен пријател со семејството Мукетови. Секоја недела во 15 часот со покојниот Трајче Мукетов ние сме гледали италијанско првенство кај него дома. Погледнете ги фотографиите кога е комеморацијата на Трајче Мукетов во Скопски алколит, сопругата на Трајче Мукетов седи во средината, од едната страна е неговиот син Живко Мукетов, од другата страна сум јас. Бидејќи чувствував или оценив дека е тоа покажување не почитување кон мене. Вие да ми давате пари, јас да зимам пари и да не ве рекламирам, јас се прекинав. Не само рекламата, ја прекинав комуникацијата со семејството Мукетов. И кога вие ќе ме прашате зошто не комуницирам, па тоа е поради, според мене, еклантантно покажување непочитување. Па јас не сум соработал тамо за да добиам пари, сум соработал со нив бидејќи сум ги сметал дека сме блиски и дека сме фамилиарни пријатели. Кога тоа прекинува, јас прекинувам да комуницирам. 3 години пола збор не се кажува за семејството Мукетови. До короната 2020 година, ако се сеќавате кога е короната 2020 година, тамо некаде март-април 2020 година, има најава дека мокните фармацеутски компании во Република Македонија, поради новите околности, отежнатото финансиско работење, размислуваат да ја зголема цената на лековите. Тогаш излегов, реков, како не ви е срам? Па вие печалите на грбот на овој народ. И кога на овој народ му е тешко со короната, вие сакате дополнително товар да ставите на неговиот грб со поскапи лекови. Излезе Живко Мукетов, кај Мишко Иванов имаше интервју на ТВ24 и даде донација од 200.000 евра. Почна, браво, Васко Евтов, како ти со твоето кажување ги натера олигарсите да платат за короната. Народот не мора да плаќа поскапи лекови. Само да кажам дека, кога вие соработувате со некој, тоа ќе развијате пријателски односи. 2017 година, 2018 година сезоната е последната сезона кога има реклами во емисијата во Центар. Ајде нели тоа да го разјасниме, бидејќи можеби ќе ме прашате еден ден, можеби не сега, ќе ме прашате за 1 за 2 години, бидејќи ова може, ако не се одговори на почеток,
ова може да продолжи. Знаете, како некоја рана, ако вие на време не исчистите, може да загнои, па гангрена и така натаму, и така натаму. Последна сезона на емисијата во Центар, во која има реклами, е 2017-2018 година.